Почитувани гледачи и љубители на футсалот, на популарниот мал фудбал, добро вечер, добредовте во уште еден натпревар, на уште едно возбудување, кое веруваме вечер ќе го придадат домашниот Железарец и гостите од Скопје, Јувентус Серава. Се игра, натпреварот од 17-то коло од првата футсал лига, додека траат оние вообичаени формалности на средината на теренот. Јас само да ви ги соопштам составите на двете екипи за да можете полесно да го следите овој надпревар. За домаќинот Железарец настапуваат со број 1 Петровски Антонио, број 2 Левевски Зоран, број 5 Глигоров Александра, број 6 Леовски Игор, број 8 Агуши Ферит, 15 Муслиов Ресил, 19 Удоволиев Илчо, 3 Исмаили Таулан, 7 Маринјо де Сауза Даниел, 9 Ранготов Дарко, 10 Петрович Драган, 11 Тодоровски Мартин и 13 Јавашев Николче. Капитен на екипата е со број 2 Левевски Зоран, тренер Божович Иван. За гостите за Јувентус ќе настапат со број 1 Идризи Бурхан, број 2 Ибиши Орхан, број 6 Бишевац Нермин, 10 Лјатифај Бесник, 20 Незир Елјеса, број 12 Бериша Шевки, број 5 Мустафа Осман, број 7 Али Решат, број 14 Бишевац Алмир, број 15 Шабани Еркан, број 17 Трстена Бесник, 19 Али Елмир, 21 Рамадан Јакуб и број 22 Хариолахи Муарем. Капитен на екипата е со број 10 Лјатифај Бесник, тренер Гафур Асани. Надпреварот ќе го водат Мантев Петар од Неготино и Гоне Филија исто така од Неготино, а делегат на средбата е Ордев Сашо од Штип. Очекуваме надпреварот да почне секој момент. Судиите очекуваме да дадат почеток на оваа средба, додека трае има замерка судијата Мантев на голот на мрежата на Железарец. Треба да се врзе мрежата за да биде се легално и се онака како што налагаат правилата на ФФМ, на УЕФА и на ФИФА што се однесува до футсалот. Сега е се во ред се чини и очекуваме секој момент надпреварот да почне. Само да кажам дека овие две екипи во ова првенство се сретна во 8-то коло, кога домаќин беше тимот на Јувентус Серава, на свој терен загуби со 4:1, значи тогаш победи Железарец. Останува да се види како ќе се одвива и како ќе заврши оваа средба. Еве надпреварот почна. Во напад е екипата на Железарец, Ранготов, Леовски, ја прифаќа Леовски топката, го има Александар Григоров и 1:0 во првиот напад. Железарец победува со 1:0. Заслуга беше се чини комплетна на Игор Леовски. Го пронајде својот соиграч Григоров на левата страна, ово излезе сам пред Идризи Бурхан, овој беше немотен да спречи погодок и 1:0 за Железарец во првата минута од средбата. Сега се обидува да возврати Јувентус Лјатифај до својот соиграч што е и греши, меѓутоа поправа голманот. Сега со број 6 Бишевац минува Бишевац меѓу двајца, повторно Бишевац и Бишевац промашува празен гол. Бишевац промашува празен гол, беше таа убава прилика за гостите, меѓутоа Бишевац успеа и од 1 метар да кажеме, кога само голманот ги имаше пред себе да промаши празен гол, а сега Григоров го проигра Леовски не ја прифати топката, тоа го остави Ранготов. Леовски во аут. Ќе го изведе и Биши Орхан со број 2, со број 22 Хариолахи и Биши напред до Лјатифај не ја прифаќа топка. Ранготов до Глигоров, повторно Ранготов, нема никој пред себе. Сега Ранготов се подготвува за удар и со број 2 и Биши Орхан прави прекршок. И Биши Орхан прави прекршок, се подготвуваше Ранготов за удар, беше фаулиран, така проценија судиите и тоа ќе биде слободен удар. Крај топката се Дарко Ранготов и Зоран Левевски во живиот зид на Јувентус Лјатифај и Хариолаху. Се повлекува уште
половина метар Ранготов, само Љатифај останува во живиот зид. Силен удар беше тоа на Ранготов, крај голот во гол аут. Топката е во рацете на голманот Идризи. Љатифај обид да се проигра Хајрулахи, не успеа. Сега Глигоров ја има топката до Ранготов. Зоран Левески, удар на Левески, крај голот во гол аут. Имали корнер, така е. Сепак играл некој со топката по ударот на Зоран Левески. Дали тоа беше Хајрулахи или голманот Идризи, sejedno. Корнер ќе биде тоа, ќе го изведе Александар Глигоров. Уште еден корнер, овој пат Бишеваc ќе испрали топката во надвор од теренот. Левски повлегува, Левески, уште еднаш Левески во својот соиграч и сега против напад на гостите. Љатифај ја има топката, греши Љатифај, губи Зоран Левески, ја освојува, го минува Хајрулахи. Левески, се уште Левески и ќе биде тоа корнер за Железарец. Повторно Александар Глигоров во аголот, како по правило тој ги изведува ударите, било да е тоа корнер или аут во близина на корнерот за својата екипа. Сега судијата Мантев дава некои совети. Прилика за домаќините, меѓутоа не успеа и сега ќе биде тоа прекршок од Зоран Левески врз Бишеваc. Искусно Левески, искусен играч е, интернационалец на Железарец. Ја прекина акцијата кога беше наопасна, а истото сега тоа го прави и Биши Орхан, фаулирање Глигоров Александар. Левски е крај топката, лево го има Левески, сега Ранготов се враќа назад. Ранготов во играна акција и брани Бериша Шевки. Љатифај, не успеа Љатифај да мине крај Левески. Аутот ќе го изведе Хајрулахи, меѓутоа греше Хајрулахи, Бишеваc исправа. Оди Бишеваc сам. Обид да се проигра Љатифај на левата страна, не успеа. Сега Левски има топката, лево кон Левески, Левески го проигрува Ранготов и излегува Бериша надвор од својот шестерец и спасува поопасна ситуација по својот гол. И Биши, Хајрулахи, Бишеваc, удар на Бишеваc, крај голот, топката е во гол аут. Аут се игра третата минута од надпреварот. Левески, пресинг играат фудбалерите на Јувентус. Ранготов, Левески, Ранготов, повторно Левески, Глигоров, Левески. Глигоров ја освојуваат топката фудбалерите на Јувентус, меѓутоа Бишеваc ја уфрли топката внатре, не беше следен од ниеден од своите соиграчи кои би можеле да го загрозат голот на Антонио Петровски. Измена во Железарец, сега е нова една постава, Петровиќ, убава прилика, Исмаили, не успеа Дани да ја зафати оваа топка, Бишеваc, оди Бишеваc, сакаше да исценира прекрашок, меѓутоа не наседна, судиите сепак немаше удар тука, одлична одбрана на Бериша. Хајрулахи, Љатифај, минува Љатифај меѓу двајца, играчи на Железарец, ја враќа топката назад до Бериша. Со број 2 и Биши ја има топката на десната страна до Хајрулахи на десната, меѓутоа Исмаили ја испрела топката во аут за гостите. Љатифај не успеа Љатифај да го проигра. Бишеваc, Дани ја освои оваа топка, гледа кому да ја додаде.
Петровиќ, меѓутоа Петровиќ блокиран од Бишеваc, само аут ќе биде тоа за Железарец. Аргуши до Исмаили, Исмаили сакајќи да го проигра Петровиќ, му ја додаде топката на голманот, сега против напад на гостите, одлично блокиран фудбалерот на Јувентус од Агуши. Агуши е искусен фудбалер, ќе биде ова интересен надпревар, еве со број 7, во меѓувреме влегол во игра Али Решат, се обиде од 10-11 метри, меѓутоа непрецизно, останува 1:0 за Железарец. Дани, лево до Агуши, Исмаили, еве го Дани и 2:0, прекрасен гол на бразилецот, би рекол во бразилски стил, го оставија сам одбранбените фудбалери Бериша Шефки, голманот кој стори се што можеше, излезе надвор од својот шестерец за да го спаси овој погодок, меѓутоа поумешен беше бразилецот, голобуваше и 2:0 во текје 5-та минута од првото полувреме. Еве го Бериша повторно, велам немоќен беше голманот на Јувентус во оваа ситуација, го подзаборавија Дани фудбалерите, неговите соиграчи и еве сега нова грешка и еве прекрасна интервенција сега на Бериша, што го зборев за него, голманот на Јувентус ги покажа своите голмански способности, одличен рефлекс. Петровиќ беше сам, меѓутоа одлично одбране голманот Бериша. Дани се обиде да упати удар, меѓутоа од Хајрулахи беше блокиран. Сега Хасан и Биши, се извинувам, ја искомплицира малку ситуацијата, имаше прекрошок, сета тоа и во ред, меѓутоа Бериша непотребно искомплицира цела оваа ситуација. Можеше поедноставно да го реши, да проигра некој од своите соиграчи, наместо тоа се реши во дриблинг и тоа се покажа како нецелоисходно во една оваа ситуација. Еве нова прилика за Железарец на работ од шестерецот. Агуши е крај топката, дали ќе има директен удар, за очекување да, или проигрување до Дани. Ферит Агуши. Дани блокиран од Хајрулахи, корнер ќе биде само за Железарец. Повторно Дани очекува позади топка. Исмаили и Агуши ги навлекуваат противниците на себе, меѓутоа Исмаили добија топка, волеј на Исмаили, прекрасен удар на Исмаили и уште побава одбрана на голманот Бериша, момент кој што ги обележува овие 5-6 минути од надпреварот, убав удар и уште побава одбрана. Исмаили, Петровиќ, Исмаили, Дани, напред сакаше до Исмаили, меѓутоа блокиран од фудбалерот со број 7, тоа е Али Решат. Петровски, Исмаили, задоцни Исмаили, меѓутоа задоцни и Али. Дани, стигна Али да ја поправи својата грешка, а греши и со број 2 и Биши, дозволи топката да излезе во корнер. Корнер за Железарец ќе го изведе со број 3 Таулант Исмаили. Агуши ја прифаќа топката, не успеа Агуши да го, еве го Али, пред него е Дани, Бишевац, не успеа Бишевац, сега се обиде да одглуми прекршок, не наседнаа судиите. Исмаили убав удар и Бериша повторно спаси чист гол, одлично брани голманот на Јувентус во овие 5-6 минути. Петровиќ блокиран од Хајрулахи, ќе биде тоа корнер за екипата на Железарец. Петровиќ ќе го изведе корнерот, назад кон Антонио Петровски, нов напад
Исмаили, Дани, Агуши ја губи за момент топката, меѓутоа поправа Дани и прекршок од Бишевац. Истекува 7-та минута од надпреварот, 2:0 е за Железарец. Исмаили, Леовски. Глигоров очекува топка, ја добива, греши Глигоров, ја губи топката. И Али биеше, бараат пенал противничките фудбалери и публиката, меѓутоа мислам дека не се во право, дека пенал сепак немаше игра со рака. Оди со број 19 Али Елмир влегол во игра. Левески, Петровски напред до Глигоров, не успеа Глигоров да ја дофати, да ја доправа топка со број 19. Али ја освоила, а ќе биде тоа прекршок за Јувентус. За прв пат во игра и Мартин Тодоровски. Хайрулахи и Биши. Ја губи топката со број 7, Али против напад на Железарец, Левески, Тодоровски, Левески, остава топката Глигоров и тоа е 3:0. Прекрасна акција, 3:0 за фудбалерите на Железарец. Левески знаеше дека позади себе го има Глигоров, ја прескочува топка, ги навлече противничките одбранбени фудбалери на себе, го остави сам Глигоров, а овој прецизно пласирано во горниот десен нагол, 3:0 за Железарец. Во тек е 8-та минута од средбата. Хайрулахи со број 20 Незир, Леовски, Тодоровски, интервенција беше тоа на голманот Бериша, неприкоснување во својот шестерец, нема потреба од прекршоци и таква работа, додуше и немаше. Глигоров, одлична игра на Глигоров, аут ќе биде тоа за екипата на Јувентус. Али Левески немаше представа дали има некој од противничките фудбалери позади себе, го одигра најсигурното, исправи топката во аут, а сега нов напад врзуваат и почнуваат гостите. И Биши премногу ја држи и Биши чинам топката. Сега дори дојде до него Али, еве го Али. Со број 20 Незир. И Биши. Незир. Не успеа Незир да мине крај Левески. Глигоров. Леовски. Глигоров. Минува Глигоров. Меѓутоа сепак тоа ќе биде аут за екипата на Јувентус. За сега добра атмосфера, остана првар, нормално кога играат овие два противника, секогаш било поостро, што се меѓутоа се во рамките на дозволеното, за сега е се коректно. Еве шанса за Незир, меѓутоа Незир не успеа да мине крај Левески, а сега Антонио Петровски коректно исфрла топката во аут за да му се укаже евентуална помош на Незир кој остана да лежи. Се е во ред со младинецот на Јувентус. Ќе биде тоа аут за Јувентус. И коректно вратена топка од Бишевац. И тоа Бишевац, Алмир влегол во игра, уште еден младинец на Јувентус. Тодоровски, Левески,
Глигоров, Леовски, Левески, Тодоровски, Леовски, Левески, минува Левески со финта, сакаше да се ослободи од број 17 Трстена Бесник, меѓутоа не ја прочита неговата намера Леовски и топката за моменти да освоја гостинските фудбалери, меѓутоа не успеа да ја задржат во своите нозе, па еден нов напад сега организира Железарец, греши Тодоровски. Со број 14 Бишеваc сакаше да упати удар, не успеа Тодоровски и Биши освојува оваа топка. Напад на Јувентус, се уште Бишеваc, Незир назад кон Бишеваc. Трстена и Трстена сакајќи да го проигра Незир, тоа го направи непрецизно 2-3 метра подалеку од него. Во малиот фудбал тоа е многу простор, тешко се освојува, така да и Незир не беше во ситуација. А сега Петровиќ до Дани. Дани, се уште Дани. Минува тројца фудбалери, упати удар, крај гол, кога веќе мина тројца играчи и си дозволи да упати удар, иначе можеше и да го проигра. Петровиќ беше крај него, меѓутоа тоа ќе беше донесена топка. Како и да е, играта продолжува со напад на Јувентус, а Незир не успеа да го проигра. Тоа беше Трстена. Агуши, Петровиќ, Исмаили, Дани, Исмаили, Агуши, Исмаили, се уште Исмаили, Дани. Сега ќе биде тоа обид се чини на гостите, на домашните да ги излечат гостинските фудбалери од својата третина, би кажал, колку да може да се упати удар. Еве таа прилика, Петровиќ и убава интервенција на Бериша. Аут ќе биде тоа за домашните. Исмаили, и Биши до Петровиќ. Петровиќ ја губи топката, таа е во рацете на голманот Бериш. Трстена. Трстена погрешно, сосема погрешно му ја додаде топката на сакаше да го проигра со број 20 Незир, меѓутоа не успеа, а Дани упати удар непрецизно. Сега Исмаили испрели топката во аут, ќе го изведе Незир. Трстена, удар на Трстена и ќе биде тоа корнер за екипата на Јувентус. Беше тоа интервенција на Антонио Петровски, убаво се виде дека ја зафати топката, грешат гостите. Сега прилика за Железарец, Леовски, се уште Леовски и му побегна топката, го мина и голманот, меѓутоа му побегна топката. И Биши, Бишеваc, аут ќе биде тоа за Ибиши. Трстена, Агуши во дуел со број 6, тоа беше Бишеваc Нермин. Прекрашак за гостите. Трстена е крај топката, располага со силен удар. Дали ќе реши да бие или ќе проигра некој од своите следичи. Удар на Трстена. Петровски без проблеми ја прифаќа топката, го гледа распоредот на своите соиграчи. Леовски за изнуди аут. Агуши, Исмаили, Агуши до Леовски. Петровиќ не успеа да ја прими оваа топка. Трстена, греши Трстена, против напад на Железарец. Агуши, Исмаили и убава интервенција уште еднаш на Бериша. Ќе биде тоа корнер за фудбалерите на Железарец. 13-та минута од полувремето е во тек. Аут ќе биде тоа за Железарец. Назад кон Дани, Исмаили,
се уште Исмаили, десно кон Агуши, ја продолжува топката до Дани, Агуши, сега го трошат времето домашните, греши Исмаили, шанса за гостите и тоа беше Бишевац Нермин, сам повторно пред Петровски, само во неговите раце, а сега удар на Дани, спречи Петрович да биде солован, се чини уште еднаш голманот Бериша. И одново дуел беше тоа Бишевац Петровски и повторно Петровски поуспешен од Бишевац, упати Бишевац удар од 7-8 метри, Петровски ја фати оваа топка жива, како би се рекло. Тајм-аут за гостите од Јувентус. Играта продолжува, аут за Јувентус, меѓутоа сосема непрецизно се чини и Биши беше тоа скроз на другата страна во аут, меѓутоа овој пат за Железарец. Петровски напред, Бериша излегува од својот гол, спречи Петрович да ја приме оваа топка. Ранготов е во игра. Сега пресинг заигрува екипата на Железарец и Биши. И убава прилика беше тоа за Бишевац, меѓутоа Бишевац непрецизно над голот, а не беше ни тоа нешто силен удар. Без проблеми за Антонио Петровски, Ранготов. И Биши, Хајрулахи, повторно и Биши. Трстена во дуел со Дани и со Глигоров, успеа некако да ја задржи оваа топка. Прилика беше тоа сега со број 6, повторно Бишевац, повторно бараат пенал. Гостите алудирајќи на тоа дека некој играл со рака, се е тоа коректно, меѓутоа мислам дека судиите се во право. Играта продолжува, Левески, 5,5 минути до крајот, нешто повеќе од 5 минути до крајот на првото полувреме, 3:0 е за Железарец. Дани, Глигоров, Дани, непрецизен удар на Дани, не знам зашто се реши, имаше и подобри решенија, а сега и Биши го поведува нападот на својата екипа, тоа е Трстена со број 17, пред себе го има Ранготов, во дуел Левески и Бишевац. Повторно Бишевац упати удар, меѓутоа повторно крај голот сега Ранготов, Левски по десната страна, Глигоров прифаќа топка. Убав удар беше тоа на Глигоров, меѓутоа Бериша успеа да спаси погодок. Трстена, самиот Трстена, удар и мрежата е затресена, меѓутоа на дворесната страна. Сепак ова беше убаво фудбалски, меѓутоа непрецизно. Реков и пред малку дека Трстена располага со силен удар. Не треба така лесно да се гледа на игровите удари без оглед на тоа што се оддалечина. Аут за Железарец. Левески до крајот уште 4 минути до крајот на првото полувреме, 4 минути и 23 секунди. Петровски, Ранготов. Еве го Ранготов, ќе има ли удар? Удар на Ранготов и 4:0. 4:0. За момент повторно го оставија сам. Тоа беше, се чини со број 6, ако не се лажам, Бишевац го заборави за момент Ранготов и малку требаше за извонредниот шутер на Железарец, извинувам, да го зголеми водството на 4:0. Немоќен беше Бериша, едноставно не ја ни виде топката, таа отсутна во неговниот горен десен агол. Левески во аут, игра Љатифај повторно, Хајрулаху и Биши, Љатифај, еве го Бишевац, по кој знае кој пат се обидува да ја го загрози Петровски, меѓутоа
не успева, а сега Бериша издегува и брани. Рекол, храбра интервенција на Бериша, се фрли во нозете на Григоров. Левески, удар на Левески крај голот. Удар на Левески крај голот, интервенираше Бериша, меѓутоа малку задоцни при оваа интервенција, сепак за негова среќа топката мина крај директот, сега Бишевац и уште еднаш Бишевац крај голот. Никако Бишевац да ги намести своите нишански справи, како ви кажал, многу топки упати кон голот, од тие само 2-3 завршија во голманот Петровски, другото одеше се поред голот. Недоразбирање меѓу Петровиќ и Тодоровски. Љатифај ја има топката и Биши. Бишевац и Биши. И Биши сам реши сам, а Исмаили ја испрела топката во аут за Јувентус. Уште 3 минути до крајот на првото полувреме. Да подсетам 4:0 за Железарец. И Биши. Бишевац. И Биши. Греши и Биши, Тодоровски, Агуши. Упати удар Исмаили, блокиран од Ибиши. Беше ова убава прилика, добра акција на Железарец, меѓутоа еднаш голманот Бериша ја спаси својата мрежа, а вториот удар на Исмаили беше блокиран. Аут ќе биде тоа за Железарец. Тодоровски и Бишевац за малку ќе го изненадеше непријатно својот голман, сепак се заврши онака како што треба. Хајрулахи до Љатифај. Љатифај сакаше го проигра. Бишевац велат судиите е фаулиран на некои 7-8 метри од голот на Железарец. Крај топката е Љатифај. Веројатно и тој располага со силен удар. Иде ќе има директен удар кога Љатифај, удар на Љатифај, стативата беше сојузник на Антонио Петровски, кој претходно малку ја допре топката толку да го сврти правецот, одседна во аут, а додека јас го говорев ова, младиот Незир ја искористи номинативноста на тројца фудбалери на Железарец и ја смести топката во празната мрежа. На 2 минути и 23 секунди до крајот на првото полувреме, Јументис го смалува водството на Железарец на 4:1, а сега еден убав удар на Петровиќ од далечина над голот во гол аут. Не е овде се ништо завршено, ќе има уште возбудување. 4:1, 5 гола за едно полувреме, многу шанси, многу акции, убави удари и добри одбрани на голманите, а сега против напад на Железарец и погрешно Агуши го сакаше го проигра Мартин Тодоровски, премногу далеко и силно му ја даде оваа топка, шансата пропадна. Љатифај поведува напад на својата екипа. Сега Незир до Хајрулахи по десната страна, десна е Бишевац. Незир ја губи топката и Исмаили во напад. Удар на Исмаили, блокиран од Љатифај. Аут ќе биде велат судиите. Аут за Железарец. Уште 1,5 минута до крајот на првото полувреме. Агуши, Петровиќ, Дани, Агуши, Дани, оди Дани, се мести на удар, меѓутоа Хајрулахи ја изби топката, не дозволи бразилецот да упати удар. Ќе биде тоа аут за Железарец, измени во меѓувреме во домашната екипа. Леовски, Дани, топката е кај Незир, сакав да кажам, меѓутоа не успеа Незир да ја прифати, таа излезе во аут за домашните. Ќе го изведе Зоран Левески.
Левски напред до Глигоров. Глигоров не успе да го проигра. Левски против напад на гостите. И Љати Фај и Биши се беше тоа, дали беше и Биши, не Хајрулахи, не успеа да ја погледат празната мрежа и од сето ова ќе биде само корнер за домашните. Прекрасна шанса пропуштија до гостите да смалат на 4:2. Левски, Дани, Глигоров. Не успеа Глигоров да ја задржи топката во своите нозе, таа ќе биде во аут за Јувентус. Неправилно изведен аут, велат судиите, аут за Железарец. Се движела топката, веројатно ќе тоа влезе во поле и затоа им беше одземена на гостите, а сега Левски убав удар и нова интервенција на Бериша. Бишевац ја губи Бишевац топката. Глигоров не успеа Глигоров да ја задржи. Прекршок е тоа за Јувентус. Пети прекршок за Јувентус. Тоа значи дека секој следен прекршок на Железарец ќе биде санкциониран и со пенал. 30 на секунди до крајот на првото полувреме. Бишевац. Удар на Бишевац, статива. 18 на секунди, 19 до крајот на првото полувреме. Се пазија домашните фудбалери да направат прекршок. По малку заборавија на Бишевац, еде го повторно Бишевац и повторно не успеа, сепак ја зима топката, меѓутоа повторно ја губи. Сега против напад на домашните, Хајрулахи спасува, би рекол, сигурен гол на 4,5 секунди до крајот на првото полувреме, 4-1 за Железарец и тоа ќе биде, се чини, резултат на полувремето. Така е, по првите 20 минути домашниот Железарец води со 4:1.